civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Да напоменам дека и преку мојата работа како режисерка, театарска режисерка, дека многу ми е важно да се вклучуваат повеќе главни женски ликови, и на тоа доста често работам, и да се раскажуваат женски приказни и да се менува наративот на тоа како се поставуваат женските ликови во театар. Паралелно со тоа, веќе 2 години, точно мислам ова време пред пандемијата, 2019, почнав со истражување на сексуално вознемирување на студентки на факултети од страна на професори и понатаму вознемирување на жени на своите работни места од страна на нивните претпоставени, односно од лица кои што се на позиција на моќ. Поточно почнав да истражувам корупција, меѓутоа во смисла на сексторзија, термин кој што не е толку познат и мислам се уште се истражува што точно значи. Јас решив исто така да го истражувам и сега во правен аспект не би можело, меѓутоа моето поле на интерес е за тоа како се загрозуваат правата на жените на работните места и исто така нели на факултети. Подолго време го истражувам оценувањето на работните места. Бев спречена поради пандемијава да продолжам со истражување на факултети, меѓутоа имам соберано неколку искуства од студентки кои што се соочиле со оценување од страна на своите професори за повисока оценка, кои што во тој момент не можеле да пријават затоа што им било страв, нели доаѓаат можеби од други градови, од помали градови, не знаеле како да се снајдат во Скопје и така натаму. Тоа траеше некаде до јуни 2020 година, меѓутоа не континуирано ради самата ситуација. Понатаму продолжив со истражување заедно со тим на сексуално вознемирување на работни места или оценување, која што жените, нели преку кој што жените се соочуваат со своите претпоставени, со која што се извинувам, и собравме со екипата над 500 сведоштва од жени кои што имале такви искуства и кои што, мислам, дел од нив имаат многу мал дел имаат пријавено, дел секако немаат затоа што се плашат, мислат дека нивните претпоставени се поврзани со институции кои што ги штитат и така натаму, и искрено јас доста се обесхрабрив тука, затоа што не идов на помош од ниедна институција, ако ова беше јасно кажано дека се работи, дека се истражува, затоа што сметам дека во одреден момент институциите треба да се превземат работата во своји раце, затоа што ако се случува често, мислам дека имавме над 70% од случаите дека жени се соочиле со оценување на своето работно место, и мислам не само од мажи, односно од своите гази, туку и од жени кои што се нивни претпоставени, така да дека се случува често, се случува и на училишта, се случува и во поголеми фирми, и во државни, и во приватни, меѓутоа многу ретко некој има храброст да го пријави тоа, затоа што не верува на самата институција. Бидејќи целово истражување беше преточено во еден перформанс, во кој што користавме, мислам, сите јазици кои што се користат во Република Северна Македонија, со цел нели да се доближат искуствата на сите жени. И дури додека се случуваше перформансот, имаше жени кои што ги споделија своите искуства, меѓутоа не сака нормално јавно да зборуваат за тоа и многу внимаваа што ќе кажат, како ќе кажат, кои имања ќе ги споменат, затоа што се исплашени дека се загрозени нивните животи, животите на нивните фамилии, на своите деца и така натаму. Мислам дека мора да се свати на позадината на секоја жртва, затоа што друг пат кога ќе прашат зашто на пример не се пријави на време, кога тоа време, нели? Зашто на пример жртвата не зборувала тогаш кога требало и така натаму, треба да се земе предвид дека жените се исплашени да зборуваат за тие работи баш поради одредени уцени, баш затоа што сметат дека институциите ги штитат луѓето кои што вршат агресија. И на работни места, мислам, не мора да биде и на работно место. Јас конкретно нели се интересирам и почнав да го истражувам тоа, меѓутоа генерално мислам секаде да се случува. Прво беше спроведена анкета каде што беа поставени конкретни прашања на кои што нели не бараат од жените да кажат се, односно ги штитат, анонимна анкета, и на таа анкета имаше највеќе одговори. Дури подоцна добивме и на мејл благодарност зашто сме покренале таква иницијатива, затоа што имале потреба да кажат некому. Понатаму и истражувавме во институции, имавме помош исто така од една невладина организација,
Истражувавме во институции внатре, затоа што и начинот на кој што се вработуваат, на кој што се даваат нели работните места, начинот на кој што се вработуваат некои жени исто така во позадина на тоа исто лежи некои уценување, односно се дава работно место и се бара нешто друго за возврат и за ова исто така ништо, мислам многу ретко се зборува. И не знам, може би исто така одредени партиски вработувања, така да имавме помош од невладина организација за целиот процес, нели како тече истражувањето и каде да се најдат тие во наводници приказни, односно искуства. И секако жени кои што, не знам, ме познаваат мене, знаат дека го работам тоа или познаваат некој од тимот и кои што исто така ни се доверија, меѓутоа со пишано сведоштво не снимавме никој, затоа што јас бев многу внимателна во целиот тој процес, ми беше и мене многу важно сите да се чувствуваат безбедни и дека немам ништо кое што би можело да ги исплаши утре, дека поседувам, не знам, некоја приказна која што може во некој формат кој што не би се чувствувале безбедни дека јас го имам тоа. Така да внимававме буквално на сите аспекти, дури кога ги правевме прашањата во анкетата, многу, мислам, долго време се консултиравме буквално до збор како да звучи одредено прашање, за да не изгледа дека ние бараме по секоја цена во таа анкета некој да ни каже нешто, дека, не знам, дека дека се случила со некаква насилство на своето работно место и дека правиме притисок. Напротив, беше доста отворена комуникација, простор каде што може да се сподели доколку сака да се сподели, затоа што знам колку е деликатна темата и дека не секоја е подготвена да зборува за тоа, од тие што се случиле секако. Така да се трудевме доста и јас и самиот тим да создадеме простор на доверба и да не го злоупотребиме тоа. Дури мислам дека дел од изјавите што се употребени во перформансот се променети од оригиналните кои што се кажани, се работеше доста на драматургијата на текстот кој што се користеше во финалниот продукт, со цел нели да се заштитат сите и да не се почувства никоја дека еве се ова е мојата изјава и употребиле, па како ќе се препознам, мислам некој ќе ме препозна и така натаму. И дури и на дијалекти се внимаваше да не се користат дијалекти, да се користи литературен јазик, затоа што некои приказни беа пишани на дијалект или беа раскажани така. Така буквално мислам да се заштитат во секоја смисла, затоа што не мислам дека јас би требало да изложувам некој, секоја која што нели е подготвена да зборува за тоа, еден ден ќе си го најде својот момент кога ќе посака и кога ќе почувствува дека средината е доволно безбедна да зборува за тоа. Или пак не, мислам, може и во вакви ситуации, во ваква средина социјални или да го отвори патот на другите. Понатаму што сметам според мене дека треба да е средниот чекор е постојано да се работи на едукација на млади луѓе, и на девојчиња и на момчиња, затоа што треба да се работи на искоренување на ова патриархално однесување и воспитување и да се работи на препознавање на одредени наративи на однесување кои што ни пречат на нас, на сите во секојдневниот живот, посебно на жените. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.